Капитолски отвалија, велиш, предупредува на држењето на Московот, ако засечеме во живо месо. Да, Јаја Ефенди, а и другите европски хиени ќе се размрдаат кога ќе замириса на мрша. Одамна тие вијат околу болниот на Босвор. Се лажат. Османлијата е болен само на едно место, во Македонија. Но тој секогаш ја лекувал својата болест на еден начин. Со пуштање крв. На европските престоли безбели им намигнува со нешто и Македонската револуционерна организација. Никој од надвор не гледа свој вистински сојузник во Македонската револуционерна организација, зашто таа и нам, и на сите други им вели Македонија на македонците. Доста ми е дигнатата глава на кафеджијата Питу Гули. Бре, Серб Каурин. Имаш добро око, Зейнел, но такви бунтаджи имало секогаш. А сепак империјата не пропаднала од нив. Змијата лежи на друго место. Во главата на даскалот Никола Карев. Тој мафта со некаков си комунистички манифест и се фали со некој си германски Крали Марко. Ова е последната капсула од тие што ги добивме од Влашко. Арно, ама офицерчето Христоф сино ќе ми каже како може да се направат капсули. Свршиме со нив уште веднаш. Нека биде по твоето, Шабане. Ти со твоите арачли достаќе си за тоа мало. А ти, Зейнел, со заптиите ќе почнеш прво од кафеаната на Питу Гули. Машките глави ги сакам накол. Нешто си ми намуртен, громовнику. Или очиве мои замижени не гледаат добро. Не лути се. Прости му на народот што денес, новој ден, Илинден, не дојде в црква да ти се поклони. Народот е денес светецу планина, поле, подземја и надземја. И те моли тебе да го затресеш денес кан небото и земјата, како што умеш само ти. Се заколнувам дека ќе се борам со сите своји сили за слободата на Македонија. Се заколнувам дека ќе се борам со сите своји сили за слободата на Македонија. И дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. И дека ќе го дадам и својот живот ако треба во борбата за целите на организацијата. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам, ако ја прекршам светата заклетва. Нека бидам убиен од овој револвер и оваа кама што ги целивам, ако ја прекршам светата заклетва. Слобода или смрт? Слобода или смрт? Слобода или смрт? Слобода или смрт?
Пукайте от прозорците! Zapri go unutra. Ja razgovaram sa zapovednikom. Ako izvršime juriš sa pokolima sila, ќе ги разбиеме. Ќе ти загинат најдобрите момчиња. И то попусто. Нека имаш време да се покаеш што си им поверувал на турците. Дедо, застани. Турците ги победивме. Дојди да видиш. Ништо не гледам. Ali Efendi! Neka se pokaže zapovednikot Ali Efendi! Efendi Sulejmane! Nemate nikakov izdes! Prestani se ognat, niko ne sme da puka. Životot ќе ви биде простен на сите, Ефенди. Предайте се! Јас сум офицер на султанот. Не се предавам на комити. Вашата чест не ќе биде загубена, ако и се предадете на војската на Македонија. Слушај ме, кафеджио. Врати се назад и заборави да бараш живот од турски офицер со голи раце. Мајката нивна! Пак пука, дедо. Народот пукаче. Слободата е длабоко в земји. И треба многу да се пука за да те чуе. Крвта значи почна да се лее. Почна. И кој знае кога ќе запре. Не набавамте ли согација? Опаскајте ја целата зграда. Ќе запалим. По мене! Сите по мене! Ќе побегнеме по долот. Ова нема да се повтори.
Na drog, stanu vaš čovjek! Za tebe mrak, bez tebe kuj zna što je! Napi se! Na nebo dalo na ne, kaurska puška ne puška, kaurska puška ne puška na ne, kaurski kuršum ne dubi. Uče mi zborone, reko ćemo, Bog nam i Bog nam i puška od Gorađana, ćemo tam i go ubiti. Sakam da kažem, neka republika, formatana uprava što je izbravte vije, predstavnicite na narodot, je najvisoki od ideal na site slobodoljubivi narodi. Republika, ovde, na Balkanot, kada je što se ušte vlade najsurovata imperija na sultanot i monarhijite što gi potiskuvat svojte narodi, može da bide primer na site porobeni. Republika, vo koja što site će bideme jednakvi i pred lebot i pred zakonom. Srećen sum što mu pripadjam na ovaj mal narod i što sum istovremenik na ovije sudbonosni nastani. Neka nije srećna i vekovita, slobodata i republika. Členovite na privremeната vlada na čelo so Dinu Vangel, neka продолжат со работа.
Ги молам членовите на привремената влада да си ги заземат своите места. Секретар и повереник на реквизицијата Ѓорѓи Чаче. Благајник, повереник за финанси Теохар Нешков. Началник на градот и повереник на полицијата Ристо Ќурчиев. Повереник за прехрана и производство Димитар Секулов. Повереник за санитарна служба Никола Балју. Можеме да очекуваме дека турците ќе се обидат да го вратат Крушево. Нашите одреди ги држат сите пристапи. Секој напад ќе биде одбиен. Тоа не е достатно. Точно така. Треба да го неутрализираме населението од турските села. Слушајте ме. Пуштете ме со одредот да ги смирам. Така ќе биде најдобро. Има и друг начин. Да ги привлечеме на наша страна. Турчинот само со сила ќе го натераш на послушност. Ќе напишеме прокламација. Така Ќе испратиме до сите села. Христо, пишувај. Браќа земјаци, ние, вашите вечни соседи, без разлика на вера и народност, не можејќи да истрпиме тиранијата, дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од сите наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Зборувај. Сето Македонија е востаната. Невеска и Клисура се слободни. Насекаде борби. Писмо од главниот штаб. Сарафов, нападот на Битола невозможен од воена гледна точка. Се одлага за подобар момент. Неколку наши села се запалени од Башибозук. Измама. Биди спокоен, Питу. Срамно предавство. Македонија потешко ќе се ослободи од Сарафов, отколку од империјата. Сарафов е сараф на нашата борба. Но ние не сме авантуристи. Тогаш, зошто останавме неподготвени? Вие добро го знаете мојот став за востанието. На Смилевскиот конгрес ме надгласа мнозинството. Тоа значи дека Сарафов чека да згрмат бугарските топови. Може е тоа решение за Македонија? Тоа е решение за династијата на кобурзите и предавниците. Македонија сама треба си реши. Оној што не е способен да извојува слободата, нема право на не. Сами ќе пропаднеме. Тоа е авантура. Тоа е предавство. Значи, востанието прво треба да се сврти кон предавниците, а потоа кон империјата. Ќе се држиме ден, два, три и... Само Бугарија, ако ја објави војна на Турција... А кој ќе ги избрка бугарите од овде?
Ako ги пуштиме да ни помогнат. Ако почнат тие, ќе посакаат и други, и трети. И така од сега натаму Македонија вечно ќе биде ослободувана од некого. Ослободувана и преослободувана. И што сега? Ништо. Ќе му се заканиме на светот, па макар тоа да трае еден миг. Овде ќе го обидеме плодот на револуцијата. Сами? Без дозвола? Сами! Ако треба да умреме, сами ќе се избереме и начин. Така е, Питу. Ќе умреме по-нашински. Христоф, пишувај. Ние не кренавме пушка против вас. Не излеговме да колеме и да ограбуваме. Ние ве жалиме како своји браќа, бидејќи разбираме дека сте робија како нас. Робија на богатите и силните. Дојдете, браќа, со нас, да тргнеме против вашите и нашите душмани. Дојдете под бајракот на автономна Македонија. Сите се тука освен заповедникот на војската и оние кои не сака да се предадат. Даскале, зошто не ставивте франги? Ние не сме војска. Ние сме само чиновници на империјата. Што мислите да правите со нас? Сега сте пленици. И робот кога располага со господарот, содбината ја одредува нож. Вам ќе ви биде легално судено. Оној што меѓу вас не е виновен ќе биде ослободен. Смрт на тираните! Пишиме, луѓе! Смирете се! луѓе! Смрт на Бертилка! Да живее Никола Петрович! Истина, спокојни! Ние не се одмаздуваме. Ние не проштеваме. Ние едноставно законети во идеалот на правдата ќе судиме според незините закони. Да живее Македонија! Да живее! Да живее слободата! Да живее! Да живее Питу Гули! Да живее! Слушај, дај ми го оној со голана глава. Јас да му судам. Сите ние ќе му судиме, Чавче. Дај ми го како Бога те молам. Само него. Ти не знаеш колку ме има изгорено. Да му судам. Не може, Чавче. Ајде, оди си. О, дај го. Дај ми го. Доаѓаат. Ќе ги фатиме в стапица. Ајде. Водачот оставете ми го мене.
Gora, Atifu. Osvesti se, Ali Efendi. Уште малку ќе се гледаме. Зашто веднаш не ме уби, а? Имаш тврда глава. А сакам да ти вратам еден долг. Ајде. Да ги суредам за предалаха. Да го почекаме војводата. Сакав и тебе да те видам на чело на арамиите. Морав некако да се довлечкам до своите. Значи ти не ги водиш паликуките? Ти така нема да поверуваш. Добро, ќе кажат плениците. Каков војник си ти? Зошто веднаш не ме убиеш? Порно земја мојата глава вбиса ги и пофали се соне, а не води ме жив, вака гол, без униформа на мене. Не грижи се. Ке те убиеме, по ред и по закон. Ти рекол дека не сме бандити, туку борци за слободата на Македонија. Ако ти поверувам, ќе умра многу зачуден. И јас ќе умрев многу зачуден, кога стрелаше на мене од касарната, додека преговаравме. Сакав само да те уплашам, инаку ќе те погодев. Гледаш, затоа сакам да те спасам, да те поминам гол низ Крушево. Инаку веднаш ќе те убиев. Овие ги фативме живи, војвода. Ти! Знаеш ли што те чека? Аман Ефенди, сгрешивме. Кажи ми право. Ме водеше ли Сулейман Ефенди? Ако ме излажеш, ќе останеш овде без гроб да смрдиш така што ни твојот Аллах не ќе те прими. Зборувај! Тој не водеше Ефенди. Тој ни нареди да го запалиме селото. Да ги нема. Лаже Али Ефенди, нели? Да речеме. Рековме, Али Ефенди. Оддалеко се гледаше дека лажат. А тебе се по ред и по закон. Брзете го. И на коњи. Нешто ми шавна онамо. Постојано ме плашиш. Од тебе не видува комите.
Lesno ti je tebe. Nesi od tuga. Nemaš ni dete, ni kote. A jas ne možem da se vidam ni so ženata, ni so decata. Priznaj дека ти е повеќе за жената. Ей, майката пак. Седи тука и не тропај. Маме, то нивно. Заради нив да киснам тука. Да смеам би ги заклал уште тука. И јас би ти помогнал. Ама штабот. Што работа е ова? Што? Како што, зар си глув? Јас ништо не слушам. Што ми е така, тогаш и јас сум глув како топ. Херои, вашата прокламација до нашите сонародници живо ме заинтересира. Од неа разбрав дека попусто сме ве сметале за разбойници. Целта ви е голема, а борбата смислена. Јас ве акламирам. Напред, по тој страшен и славен пат, по кој сите народи постигнале слободата. Молејќи го великиот Аллах да ја заштити правата страна, ви упатувам две молби. Не оставајте ме гол. Пратете ми ги алиштата што ми останаа во касарната, храбро атакувана од вас. И за секоја евентуалност, уништете го моево писмо. Командант на Крушовскиот гарнизон, поручник Сулејман Али. Вистина ли е дека вие сте го напишале ова писмо, Сулејман Ефенди? Да, вистина е. Со каква цел го напишавте писмото? И дали во него го изнесувате вистинскиот свој став кон нашето востание? Целта на писмото беше да ја измолам својата униформа од вас. А ставот по однос на вашето востание, изнесен во писмото што го напиша пред неколку дена, е повеќе израз на љубезност, но одговара на моите убедувања. Предавство! Веле предавство среде империјата. Сакаш да се извлечеш и од нив, и од нас, куче предавничко. Не заборавај се, Јаја Ефенди. Ова не е повеќе твојата империја. Ова е Крушевската република. Продолжете. Мене ми е јасно дека казната што сум ја заслужил од вас нема да ме одмине. Ниту пак казната од империјата, која за жал ќе ве надживее. Беше ли член на тајниот комитет поручникот Сулејман? Беше, ама... Ама што? Ама... Не му веруваа многу. А ти? Јас сум сиромав и прост човек. Мене таќу Вале ми велеше дека треба сите да помагаме да ги поништиме македонците. А кога ќе дојде Грција, мене ќе ми дадат голема служба. Молам, прошка. Судот на крушевските востаници, имајќи ја предвид докажаната вина за создавање на таен комитет за ликвидација на револуционерната организација во Крушево, ги осудува на смрт по кратка постапка началникот на поштата Јаја Ефенди, началникот на жандармеријата Джемајлбек, полицискиот пристав Зейнел Чауш,
полицискиот агент Айредин Асан и шпионот Таќу Вале. Обвинетиот Абдула Текинец, потурчен циган, се осудува на доживотно прогонство од Крушево. Во колку ќе биде пак фатен во нашите краишта, на лице место ќе биде застрелан. Ќе бегам. Со трчење ќе бегам. Судот го цени фактот што обвинетиот офицер на турската армија Сулейман Али има длабок, внатрешен отпор кон се лошо што се вршело од турските власти. Потоа фактот на неговата честност и длабока приврзаност кон идеите за демократска преродба на Турција. Заради тоа, судот го ослободува од обвинение и препорачува да биде третиран како рамноправен граѓанин на Крушевската република. Издего е, Али Ефенди. Пресудата ќе се изврши веднаш. Оган! Добар ден. Вие не ме познавате. Јас сум Ѓонда. Тошко Ѓонда, крушевчанец. Но одамна сум излезен од овде. Поведете. Благодарам. Па, нека ви е честита република. Ви благодарам. Прва република на Балканот. Во срцето на Турската империја. А ќе ја додржите ли? Што тоа? Мислам републиката. Слободата. Ако имавме сила да ја добиеме, ќе можеме и да ја задржиме. Најбоже. Најбоже. Штом почнате да сечате глави, станувате држава. Да. Туку чувајте се од отровот на власта, господине Карев. Имате ли уште некој совет? Не. Јас сум, како и вие, простете, до вчера турски поданик. Имам турски паспорт. И знаете како е? Со себе ова јас немам и не би сакал да имам никаква врска. Барам да ми ја гарантирате сигурност. Јас не можам да дадам никаква гаранција за сигурност ни вам, ни ником. Вие сам треба да одберете. Ќе останете или... Или што? Кога сакате, можете да го напуштите градов. Како тоа? Ќе ви издадеме пропусница. Ама како тоа? Јас не сакам да одам никаде, ви се молам. Тогаш, се што ќе ви се случи, останува на ваша одговорност. Ага, значи така. Многу убаво. Значи, кој како знае, хајде. Да, така си е тоа. Па, благодарам, господине председателе. Збогу. Да. Браќа и сестри Крушевчани, мили востаници од цела Македонија. Денес е 7-ми ден од како се вее слободното знаме на нашата република. Во овој час нашите мисли нека им бидат посветени на оние што ги дадоа своите животи за слободата. Тие не се мртви. Ќе живеат во нас и во оние што ќе дојдат по нас. Во едно среќно време за кое ги даваме нашите животи. Слава на паднатите! Слава! Браќа,
Нашата борба, во која сите ќе изгинеме, е света. Нашето дело еден ден мора да победи. На земјата, што за некој ден ќе не прими и нас, ќе и треба повеќе риндени. Оваа служба не е само за мртвите, туку и за оние што за некој ден ќе умрат. Оваа служба е за сите нас. Затоа да се простиме со последната песна. Што се случува тука, синко? Се утврдуваме, дедо. Се молев за тебе. Сега не е време за молење. Ова се часови за пцости. Зарем дојдовме до таму? Зборувај. Ке ти биде полесно. Од сигурни извори разбрав дека Сарафов, а веројатно и другите, се премногу лути што создадовме република. Не обвинуваат за самоволие. А волјата на народот? Народот во секоја држава и во секоја револуција порано или подоцна си останува само народ. Не, јас сваков не те познавам. Тебе те нема повеќе. Не, мила моја. Изгледа дека ми има повеќе отколку што треба. А не можем да се урамам. Рамките што сега ми ги кројат се премногу тесни. Се сеќаваш ли како ми зборуваше? Законите на историјата се поголеми од нас. Се ми се чини дека нашата историја ќе стане изместен зглоб, кој долго ќе боли. Дедо, погледај, тој е. Кој чедо? Никола Карев, учителот, царот на Крушево и на Македонија. Почекај малку. И слепите ќе прогледаат, за да го видат царот на Македонија. Што е, дедо? Нека ти е честита царштината, јунаку, и на народот слободата. Ама нешто ќе ти кажам.
Верувај му на овој народ. Војувате за него и в црква, и в земји. Ако, синко? Ако? Зашто ни е црквата? Само за умирачка? Ако? Ќе војуваме до последно колено, дедо Дојчине. За народот. И за овие убавини рисјански, што сега мораме да ги претвориме во тврдини. Ти благодарам, синко. Ти ме познаваш. Те познавам. Биди жив. И нека ти е мирна раката додека му го предаваш твоето мајсторство на детево. Остани со здравие, дедо Дојчине. Со здравие, синко. И нека ти е благословен патот. Сте нарамиле понекоја ластегарка нарамо и со тоа мислите да го превртите веков. Ајде, дечишта. Кој сме ви дошле дома, сметајте го тоа за чест. Не навредувајте не, зашто... Што се случува? Кои се овие луѓе? Представи си ти се бола. Измислиле да им дадам 50 златни лири. Како не? Зашто им се? Ќе браниле републиката. Да. А зошто не им дадеш? Како зашто не им дадеш? Зар ќе се фаќа мортак со луѓе што се ставиле главата в торба? И толкава сума ти се молам. Збор да нема. Почекајте. Ти си се збудалила. Чекај. Во кесето има повеќе. Да ги преброиме. Не пушти. Ова нема да остани, така да знаеш. Ај, број ти, па ќе Бром видиме. јас, Ај, бром. Ајде, остави го то парталче, те молам. Топот е готов за дејство, војвода. Наполнете го. Ќе им удрите ли еден топ на оние долу? Кроце, чавче, само ако направим уште неколку вакви. Треснете им го очи до Стамбул да се чуе. Иставете се, луѓе. Може некој да настрада. Распукнало.
Нищо. Сега знаеме во што е грешката. Другите ќе ги притеглиме со по 2 реда обрачи. Свикај ги војводите и членовите на штабот. Ти појди и смести се некаде. Благодарам што ми го донесе писмо. Можам ли да знам што пишува во него? Бактијар паша, бара да се предадеме безусловно. Ќе бидел милостив кон нас. Инаку ќе го запале у градов. Ти побрзај и засолни се некаде. Побрзај. Нас не чека долг пат. Čekaj. Седите тука. Како ти фаќумот? Ќе поминеме ли? Ако ја подмачкаме колата, лесно ќе минеме. Да знам. Само подмачкување. На, еве 3 лири. Хајде. Уиш. Полека. Ајде, на спиење, јунаци. Време е. Слушајте ја, мајка ви. А утре ќе ви донесам леблеби и суво грозје. Ајде. Каков празник е утре, мамо? Замолчи. Утре не е празник. Чувај ги, Нив. Ако те патат турците, откажи се од мене. Речи, не рани мајко. Што сакаш? Само тие да останат. Кому не оставаш домакине? На Македонија.
Smrti sloboda za Makedonija, zemlja porobena. Smrti sloboda za Makedonija, zemlja porobena. Smrti sloboda za Makedonija. Majka, ugo piješ. Ti vela me nesi Turčin. Od kada me Turčin voda peje, i to je naša makedonska, pa uštekovinska. Ti pak počnem so staraca, be. To pa to. Ja sam Turčin, a ti kauri. Pa što be? A nešto je mnogo, mnogo. Ti nesi Turčin. I ne smiješ da vidiš Turčin. Iako vas ne bi pio, co tebe već je vtorden. Ne sam ni Turčin, ni čovek, ni oficer. A ti piješ so mene, zašto nemaš so kogo drug da piješ, be? Aha, ne taka. Ja možem da pijam i sam. Ili duri da ne pijam. A, ete. Pijam so tebe zato što se služuvam u pijenju to. I zato što čakam da pijem so tebe, a? Koga je taka? Napi se, brate, čarče. Napi se. Daj jednom šiše vamo. Nema poveke. Ne. Zatvora. Selo gori, baba se češla. Kršite glava od ovde, nema poveke. Evo, ti kažem nešto. Šta? Smrti sloboda za Makedonija, zemlja porobena. Majka, kad se dočeka. Sad Turčin da pijam. Više da mu kažem neka se složuvam. Aman. Ja ture rakijata, brate, čarče. Ja nesam ti, brat! Tursko! Ako taka sakaš, eve. Činjate turski i makedonski istolac, he? Smrti sloboda za Makedonija. Kako što vi je poznato, naredbata na glavni od štab glasi: povlekuvanje bez sekakvih zagubi. Verojatno imate razraboten plan za natamošnite akciji. Naša ta cel je da gi sočuvame silite i po возможност населението на Крушево. Ве молам да изостанат прашањата што сега ве мачат. Одговорите ќе ги најдете еден ден во нашата смрт, сега или подоцна. Затоа да бидеме силни сега, кога животот ни паѓа потешко од смрт. Христоф, прочитај го одговорот што го подготвивме за Бахтијар Паша. Ќе побарам од вас да се согласите со овој одговор. Ние не сме во станење да се предадеме. Ќе го браниме Крушево до последна капка крв, штабот. Се согласувате ли? Тактички добар потек. Ако мислат дека ќе се бориме, полесно ќе ни биде да се извлечеме од обрачот. Тоа не е тактички потек.
To je najsvetата вистина. Меѓу вистините. Каре, јас ке го бранам Крушево со својата чета. До последниот здив. А наредбата? Закитете се со неа! Каре? Питу, тоа е лудост. Нам никогаш не недостига разум. Нам ни недостига лудост. Оставете ме сам со својата лудост. Збогум! Питу, оставете ми го мене. А вие секој на задачите. Имаш ли дефинитивни податоци? Новие податоци што сега ги носам. Може наполно да им се верува. Ги добив од еден наш човек од Крушево. Се вика Абдула Текинец. Зборувај. Тие се околу 800. Лесно вооружени, многу храбри и добро извежбани. Распоредени се во неколку одреди. Начело на секој стои по еден така наречен војвода. Се знае ли што е со нашите? Гарнизонот е уништен уште при нападот на градот. Сите наши се фатени и осудени на смрт. Стрелани се пред 3 дена. А заповедникот на гарнизонот? Изгледа дека и тој. Беше добар офицер. Сите стрелани. Нашата одмазда ќе биде жестока. Прво, запалете ги сите рисјански села во околијата. Второ, иако се предадат без борба, наредувам да се уништат сите, без милост. Разбирам. Фативме еден човек Паша Ефенди заедно со една жена што не личи на ѓаурка. Вели дека сака да си оди од Крушево. Носи одговор од разбойниците. Одбива да се предадат. Ќе се борат до последен. Добро. Утре в зори напаѓаме со сите сили. Артилеријска подготовка 2 часа. Јасно? Се уште немам достатно прецизни податоци за распоредот на непријателските позиции. Треба да се пука така. Потамина. Удри по градот. Тоа е нивното срце. Запали го до темели. Разбирам. Што чекаш ти? Што да правиме со човекот и жената, Паша Ефенди? Врзете ги и испратете им ги назад, наместо мој одговор. Нека видиш што ги чека. Што е сега? Чувствува страв, нели? Утре ќе има колку ти душа сака. Цело Крушево нека биде твое 3 дни. Благодарам, Паша Ефенди. Само жената на тој човек е многу убава. Прави што сакаш со неа. Настрви ги твоите артови за утре. Отпрегнете ги воловите. Запрегнете го него. Што е ова? Луѓе? Ма пуштете ме! Јас протестирам! Пуштете ме! Трчај! Трчај!
Negoj! Vaha! Što te dovedo ovdje? Me privlekuvaše kako magnet prokleta. Sakaše da me imaš. Da ti ima tebe, Bahra. Da te zeme tebe. Mavaj, zemlja, mavaj. Ne li i mene me ranili su kameni prav. Bahra, Bahra. Trebaše da im ti davaš lirite. Može bi neke više ovak. Nikogaš nisam te nosio toliko teške. Te napolnija su pogan. Mame, to nivno rasipano. Taka što ke rodiš zmev. Razum. Razum ode samo lušpa. Drugo je životot. Ti ne si go obidel zloto odblizu. Zato така споруваш. 8 години ми скока стаурци в лице во мрачната келија во Персија. И сега смртта ми изгледа многу поубава од сето тоа. Јас ти забранувам да умреш. Но за да ја продолжиш борбата, треба да останеш жив. Ако е можно. А ако не е можно? Можно е. Зашто целта што ни ја наложува општото дело е појака од нас. Ниједна цел не може да биде поголема од човекот. А тука се работи за десетилјади недолжни граѓани. Што сега треба да ги напуштиме? Токму заради нив. Ако го напуштиме градов без отпор, ќе ги сочуваме силите. А турците можеби не ќе се однесуваат толку свирепо кон населението. Како да не знаеш што е Аскер и Башибосук? Како можеш? Како можеш да ги оставиш луѓето како овци на волкот без одбрана? А тие толку веруваа во републиката. Тоа беше ризикот на нашето восстание. Се кренавме и не успеавме. А ти? Мислиш ли дека ќе го спасиш народот со твојата жртва? Но барем ќе знае и народот и турците како се брани слободата и како се гине за неа. Тоа го знаеме сите. Најлесно е да се умре. Но ти сакаш со сила од себе да направиш херој. Каре, брате.
Što me taka, jaz poveke ništo ne znam. Moja tum tuka zastanova. Potrebno je da gi sočuvame silite, Pitu. Da je продолжиме борбата. Koja borba ako je napuštime ova što je započnavme? Ima ušte načini da se продолжи борбата. Nijedna revolucija ne победила одеднаш. Навистина ли така мислиш? Сосема ли се тие твои зборови? Тоа е единствената мисла што ми преостанува. Без неја не би можел ни да диша. А, тоа е значи твојата сламка. Од таа сламка овој народ пак ќе се подигне. Така е. Но до тогаш многумина ќе се удават. Остави ме и мене меѓу нив. А ти? Ме оставаш сам? Со оние? Ти треба да живееш, Каре. После ова ќе требаат умните. Умот нека те дочува. Раката, Каре. Ако ти подадам рака, испраќајки те сега на мечкин камен, цел век ќе се презирам себе си. Како не можеш да го разбереш тоа? А јас ако се повлечам сега со тебе, никогаш не би можел да си го простам тоа. Ние очигледно стасавме да мислиме различно. Не. Јас ти велам дека мислиме исто. И ти сега ме уведуваш мене да се свртам против организацијата? Зошто не? Тоа се две разни организации. И ти го знаеш тоа, Каре. Републиката не е создадува тие, туку ние. Слушај. Ти си нејзиниот председател, а не некој си таму од софиските кафеани. Да ти кажам, токму затоа што се разбираме. Безцелно е да загинеш тука и сега. Некој може би сака да ме жртвува сега, за да не му пречиме после. Не те разбирам. Ти значи се согласуваш дека сме измамени со повикот на востание. А сега на истите тие што не измамија, им се приклонуваш на наредбата. Грешката ме учи да не ја направам до крај. Не. Републиката не ја напуштам без борба. Нашата република не може да постои без успехот на целото востание. Но таа сепак постоеше. И ќе постои. Јас сум нејзиниот должник. И ти, брате Каре. Знам дека републиката ќе живее додека постои овој народ. Тој ќе извади на виделина во некој друго време. Но во време што не ќе допуштиме други да му го одредуваат. Зар не сваќаш? Дури сега ни предстои вистински да се разпознаеме во организацијата. Може би. Но тоа е веќе премногу за мене. Прости. За мене останува најсвета републиката. Ако востанието е измама, републиката тоа не е. Неја понатамо може да ја бранат и мртвите. Не е, Питу. Ако ти дозволам да загинеш сега, јас ќе бидам одговорен пред историјата. Историјата? Лајна! Неа утре ќе пишуваат секакви дебелогазовци. За сечи и сметки. Јас не одам на мечкин камен за мене. Јас не мислам дека сум незаменлив. Напротив. Мојот пример може да роди многумина како мене, што ќе бидат поарни од мене. Збогом, Каре. И запомни. Овој народ има само еден излез. Смрт или слобода. Може би само смрт. И не заборавај, и мртов јас сум на ваша страна. Ја продолжувам борбата заедно со тебе. Се уште постои последното средство. Знам. Можеш да ме обвиниш за недисциплина и веднаш да ја извршиш пресудата. Ајде. Пукај. Твојот куршум ми е потежок од 1000 турски. Пукај! Повели. И ти можеш да ме прогласиш за малодушен. И да ме натераш да појдам со тебе на мечкин камен. Пак тешки зборови, учителе. Не. Ти мораш да останеш. И пронајди го предавникот.
golem sram je za tebe, Makedonijo. Drugi te da te znat, sama da ne seznaješ. Sve taka žestoko mirisa na temjan. Napred! Ogan! Ogan! Begaj, sinko. Kupavac gradoc. Na zemi gova. Čuvaj go kako hoćete. Begaj v planina. Tamo se našite, tije ćete zaštitat. Begaj. Begaj. Prokleta si, Gospodi, što ki pušti grobovite na nas. Neka se urne carstvo to tvoje, što si ja zaboravil pravinata. I Gospode protiv nas, proklet, proklet. Zašto sam se napil od krftana šavana? Ama što da te prašam, be, brate? Ja zapustil kućata, ti go otepal tatka ti, majka ti, žena ti, ti go ašladisal deteto. Ama be, to je turska krv. Tvoja krv. Taka je. Moja krv. Na. Napij se, brate, čavče. Ako ne ti beše dosta. I ovo je turska krv. Udova, ti što misliš? Ako sam pijanica, ne sam krvopijec. Ali! A ja sam mislim ti zdodeja rakijata, pa sakaš da go promiješ bijalog. Aj, stani bezenki. Aj. Čavče. O Turčinu propastan, Turčin zasaka.
Проклети! Проклети! Znači, to je odgovor od Bahtiyar Paša. Kare. Odvedi go čovjek od Vokruševa. Ne, vojvoda. Ako imaš puška i za mene. Te molim, ne ostavaj mi. Dobro. Zemi nekoliko momčinja i odnesete ženata na grobište. Pesna, junaci! Oj,
Vojvodo, od site strani sme opkoleni. Od četata ne ostana ni tu jedan kuršum. Samo nije li ostanavme? Kapite dolu. Napolnete ги пушките. Нишани. Ага. Македонио. Počasna strelba za herojite. Ogan! Ogan!